Во изминатите изданија, почитувани наши пријатели, ви најавив дека ќе имаме и гости во нашата емисија. Еден од тие гости кои што и вие го побаравте е Владко Миладиновски. Владко е веќе тука со нас во Мегафолк. Владко, добре дојде и благодарам што си тука со нас. Добро ве најдов и задоволството е моје да видам со вас заедно со вашите гледачи. Владко, долго време, повеќе години си на македонската фолк сцена. Јас можам слободно да речам дека си веќе на тој врв на таа сцена каде што твоите песни се и тоа како популарни. Ако погледнеш од денешно време, како ти се гледаш денеска со таа твоја кариера во овој момент, односно да направиме една споредба со твоите почетоци. Како било тогаш, како е сега? Или каков е Владко денес, каков бил тогаш? Па, првата разлика е во годините и во зрелоста. Јас почнав на 16 години, што до 20 и нешто години не се ни сеќавам што се случувало во однос на професионален план. Така да секако е голема паралелата и голема разликата, пред сега, како што кажав, заради зрелоста, тоа што имал 16 години, сега имам малце повеќе од тоа. Така да тоа е најверојатно тој текст што сме го замислувале во однос на кариерата. Пред се ние не замислуваме како ќе се одвива, наше е да даваме од срце тоа што знаеме и умееме. Па другото го оцени публиката и таа кажува како ќе се движи кариерата или песните или слушаноста на песните и така натаму. Така, можеби сега е полесно, повеќе вратите се сигурно отворени, меѓутоа одговорноста сигурно е сега многу поголема. За некои работи е полесно, за некои е многу потешко. Врати има и повеќе отворени, ама има помалце врати. Така да секое време си носи своји работи и различни ситуации, така да кога не би ми било тешко ни на почетокот, па ни сега да викам дека сега е веќе полесно можам да дишам. Или на почетокот, меѓутоа стои тоа дека одговорноста е поголема, меѓутоа не е многу поголема него на почетокот. Напротив, и на самиот почеток е многу битна и голема одговорноста како ќе започнеш, бидејќи почетокот можеби е и најтежок, а најважен. Владко, редовно прегледаме и на некои од македонските фестивали. Последно настапи на Роса Фест 2015 година со песната Убава Ања, едно типично или специфично македонско име. Кажи ми од каде идејата песна за Ања? Секогаш се трудиме да, иако е тешко, да се донесе нешто ново. Дали во однос на аранжман, дали во однос на музика и крајно на текст. Оваа песна е со посвета за една убава Ања, што значи дека беше со цел направена. Меѓутоа и покрај тоа што е со намена стои тоа дека е доста специфично име и неопеано. Тие се причините што баш и насловот и текстот е за Ања. Така. Владко, нешто околу вашиот, да речеме, музички ангажман или она што се нарекува потреба за промоција и за презентирање на она што го работите и ти и сите останати наши изведувачи. Што мислиш, дали во нашата држава имаме доволно продукции или продукциски куќи кои што и вам ќе ви помагаат полесно да имате пристап до одредени, како да кажам сега, места каде што пред поширока публика ќе се афирмирате и ќе ги промовирате вашите новитети, вашите спотови, вашите нови песни. Се разбира, ние како медиуми секогаш, односно ние како телевизија Мега ќе излеземе пресрети преку нашата емисија, меѓутоа дали треба уште нешто повеќе од ваша страна? И треба и од наша, и од трета страна, и од четврта страна. Треба, значи, еден малце поголем поттик. Кај нас се малку измешани работите, значи кај нас е пејач, менаџер, забавувач, изведувач, организатор. Многу би било полесно кога некој друг би го организирал некое гостување, некој настап, некое снимање.
а ние да мислиме само на музиката. Меѓутоа, ситуацијата е таква, ние сме задолжени за целокупната организација. Секако дека е потешко, а би било многу полесно кога би постоеле продукции што би се занимавале со тоа. И друга би била сликата во секој случај кога би било така организирано. Меѓутоа, од жалење нема фајде, наше е да се трудиме, да работиме, па Откако ти важиш за еден од фолк интерпретатори кои што за поголем дел од твоите песни имаш направено и спотови или видеозаписи, што мислиш, дали е тоа еден од начините повеќе да се промовира песната? не е пресудно за песната спотот, меѓутоа е добар аргумент песната да има спот, бидејќи нели, самото видео привлекува, тоа е совршен спој на аудио и видео, така да е добар чекор напред за песната која има спот, нели? Сликата продава доста. Една кога само слушаш, друга кога гледаш и слушаш. Какви се состојбите околу турнеите, Владко? Знам дека често сте и надвор од нашата држава, и Австралија и европските земји. Доста често, низ Европа. За Америка веќе неколку години се обидуваме да се договориме, меѓутоа има некои пречки. Се надевам дека ќе се реализира и Америка и Канада во скоро. Австралија веќе се најавува една голема турнеја. Меѓутоа не е дефинирано датуми, така да не би калкулирал. Кога веќе ќе има зрела информација, ќе бидете секако информирани. Откако пред известно време испее една песна "Ајде брате, жени се", па брат И се ти те жени. послуша и се ожени. Меѓутоа ти испеа сега па уште една таква слична песна каде што вели "Жени ме мамо". Дали тоа значи дека се спремаме за свадба? Па, за свадба се спремаме од многу мали нозе. Секој замислува дека ќе се жени. Така да, тоа е неизбежно, ќе мора. Така. Јас себе пред нашите гледачи би открил и уште една работа за тебе. Иако многумина те знаат како пејач или музичар, јас знам дека си многу добар фудбалер. Во времето, Минато време. така. Да. Па за многу луѓе, меѓу кои моето семејство, беа изненадени, чудо невидени кога средно се запишав музичко во Битола. Не можеа да поврзат која е конекцијата јас со музичко. Гените и музикалноста секако стоело во моето семејство, во мојата поширока фамилија. Меѓутоа јас ја не знам колку години тренирав во ФК Напредок, нашиот Кичевски. Бев доста активен и бев целосно посветен на тоа. И веќе кога се запишав Известно на време музичко, играш и во Битол. и за кога Пелистер. веќе се запишав Битола во музичкото, тренирав и 2 години во Пелистер, мислев паралелно, меѓутоа некако спонтано и несвесно се тргнав во едниот пат музиката. Не знам што ќе беше ако бев фудбалер. Имаш ли време сега во да. некој период да заиграш со твоите? Да, често играме редовно, онака не професионално, чисто како дружење. Дури имаме и навика со мои колеги музичари од различни групи, ни игнато од Охрид, некои членови мои од групата, поправиме некој дел, чисто како дружба, ништо сериозно, меѓутоа не би можел без фудбал, дефинитивно и сега, иако не се занимавам професионално со. Така. 2 дуети имаш во твојата музичка кариера досега. Едниот со твојот покоен Вујко, Воја Стојановски, за песната "Кажи ми Вујче", и за Анѓа со познатата Румјана Попова. Имаш ли во план да продолжиш со некој од твоите колеги, колешки да испееш некоја заедничка песна? Додека се случи првиот дует, често размислувам, меѓутоа не сакав, бидејќи гледам дека има многу дуети кои што, а дует е многу потешко да профункционира, бидејќи се веќе 2 личности, едниот е таму, вамо не може да се погодат на гостување и е тешко за песна.
Значи првиот дует беше вистински бум и мислам дека ќе остане неповторлив. После некое време веќе имавме таква песна и немавме дует со женско, одлучивме за дуетот со Румјана Попова. И сега имам искрено и доста понуди за дуети со машки, со женски, меѓутоа имам и некои идеи, се надевам дека во скоро ќе има некој, меѓутоа сакам да биде издржан дует, па да се случи. Так. Владко, јас сега ќе им откриам на нашите почитувани Много им гледачи. откриваме. Ова е Ама. сега една ексклузива на музички план. Јас ти благодарам што еве таа ексклузива ја имаме токму ние во нашата емисија Мега Фолк. Станува збор за промоција на еден твој нов спот, односно спот за песната Кој ти мрси руси коси. Нашите гледачи ексклузивно, промотивно ќе го видат во нашата емисија. Може ли еве за крај уште неколку збора околу таа песна и снимањето на Да, значи се работи за еден проект во живо, лайв, и свирење и снимање, кој што се одвиваше на едно за мене преубаво место, измеѓу планини, покрај реката Студенчица, на мојата викендица под Јаорец, каде што снимивме околу скоро 10 песни, не нови, некои има и стари, некои од нашите песни. Има и две песни од мојот покоен Војко Војо Стојановски, кои што сакавме да им дадеме малце ново светло и да ги вратиме во живот. Значи, снимање во природа, есенско снимање. А во оваа емисија веќе ќе го промовираме првиот спот е на песната Кој ти мрси руси коси, и би сакал за таа песна да кажам дека е песна на цар Самуил, кој што со драго срце ми дозволија да преобработам. Ова е снимка во живо. Многу наскоро ќе има и студиска снимка и спот на студиската снимка. Една многу според тоа што би очекувале од мене, на различна песна, во различен аранжман, нешто ново, меѓутоа сепак македонско и мислам убаво за уше. Так. Владко, ти благодарам што беше дел од Мега Фолк. Многу успех во понатамошната твоја музичка кариера и се разбира за сите твои новитети. Ќе ги информираме нашите гледачи. Јас ви благодарам вас на поканата, да ви се множат емисиите, ни требаат вакви емисии, значи вашата емисија е во вистинско време и со вистинска насока. Ви посакувам на вистина уште многу емисии. Благодарам. А сега, почитувани наши фолк пријатели, ве поканувам промотивно да го проследиме новиот спот на Владко Миладиновски за песната Кој ти мрси руси коси. Есен тажна, љубов лажна, ти ми подари. Срце стега, а ти бегаш, сам ме остави. Немам сила, моја мила, да те задржам. Така речи, многу сгреши, дал ке издржам. Кој ти мрси руси коси, кој ти гали нозе боси, кој со тебе вино пие, кој со тебе ноќва спие. Кој ти мрси руси коси, кој ти гали нозе боси, кој со тебе вино пие, кој со тебе ноќва спие.
Sam se šetam, barem da te sretnam. Bezmerno te ljubavila, kako nekoga. Moj te misli, večno ti si, znaj za se koga. Koj ti mrsi, rusi kosi, koj ti galino zebosi, koj so tebe vino pije, koj so tebe noć vas pije. Koj ti mrsi, rusi kosi, koj ti galino zebosi, koj so tebe vino pije, koj so tebe noć vas pije. Koj ti galino zebosi, koj so tebe vino pije, koj so tebe noć vas pije. Koj ti mrsi, rusi kosi, koj ti galino zebosi, koj so tebe vino pije, koj so tebe noć vas pije, koj so tebe noć vas pije.